Наднормално загадување на воздухот и викендов во Струмица. Мерната станица на Министерството за животна средина во текот на вчерашниот ден покажа стандардна зголеменост на аерозагадувањето. Пиковите со PM10 частичките беа највисоки неколку минути после 18 часот вчера, а почнаа да се намалуваат после 20 часот. Граѓаните кои континуирано реагираат велат дека не само што ги следат резултатите преку мерната станица на Министерството, кои се стационирани во Струмичката болница, преку одредени апликации и апарати, вршат мерење на аерозагадувањето и на повеќе места во градот. Резултатите што се уште пострашни, тврдат тие. Ако на мој воздух, кој е поврзана со мерната станица, вчера во 18 часот бројките покажуваат 323 PM10 честички, граѓаните преку своите апликации и мерачи регистрираа дури 787 микрограми на кубен метар. Општинските инспекцијски служби следат состојбата во амбиенталниот воздух во Струмица, а се очекува наредниве денови да имаат и нови казни за прекршителите на основните препораки, зададени од општинските власти. Во собранието па веќе се размислува да се донесе закон, со кој на домакинствата ќе им се забрани употреба на штетни реагенси. Ова е само дел од двогодишниот план на владата за намалување на аерозагадувањето, кој се предвидува загадувањето во Скопје да се намали за 50%, а во другите градови за 30%. Но од владата велат дека за нејзиното спроведување им се потребни средства, поради што денеска беше презентирана на донаторски состанок. Програмата предвидува и поврзување на државните институции на централно грејење.